Операта постои од 15-тиот век и од тогаш е неизбежен дел од животот на човекот. Низ вековите операта еволуирала и се менувала. Бројни светски и наши композитори имаат напишано дела кои ќе ги преживеат сите премрежиња и ќе ги надживеат сите промени што ги носи времето. Поставувањето на една опера е многу комплексен процес, почнувајќи од доделувањето на улогите, работата на оркестарот, певците, осветлувањето, хорот и многу често балетските солисти и балетскиот ансамбл. Сето тоа треба да се спакува на еден совршен начин со цел целата представа да функционира безпрекорно, а публиката да ужива во еден спектакл кој ќе ја остави впечатоци кои ќе ги сочуваат за секогаш. Човекот кој е одговорен за сценското поставување на една опера е оперскиот режисер. Тој е одговорен и е поинаков од филмскиот или театарскиот режисер и мора да осмисли се и да координира се. Како изгледа сето тоа во една опера ќе ни раскаже оперскиот режисер во Националната опера и балет Дејан Прошев. Дејан, добре дојде во Трафика. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Вака, ќе почнеме од роден во Скопје, завршуваш студии и магистерски во Софија, во делот оперско пеење и во класата на професорот Никој Исаков. Ајде да почнеме од таму, затоа што според гласовите, според оној нели регистар на машкиот глас, ти си баритон и заврши како баритон. Раскажи ми за тоа. Значи точно така, јас средно и факултет завршив соло пеење, оперско пеење. Факултетот го продолжив во Софија, во класата на познатиот баритон Асен Селимски, потоа преминав во класата на Никој Исаков, исто така познат бугарски баритон, кој исто така и настапал и на нашата сцена. Но понатаму земав студиите, Ги сменив, да. Пред да стигнеме до тоа како ги смени студиите, кажи ми, како дете, кога почна со пеење, како си го откри талентот, потоа гласот, нели, за да дојдеш до оној баритон, не е, тоа споменав и со Игор Дурловски, басот или баритонот не се толку чести како тенор, нели, па дури и како улоги во оперите, иако баритонот го има многу повеќе. Да. Па бидете, во секоја опера има и баритони, и баси, но тенорите се нели најглавните љубовниците во операта, овие другиве се нешто му пречат на тенорот да си оствари љубовта. Како? Значи уште од мал, од основна школа не носеа на опери, на балети, така да тогаш ми се роди некоја желба за операта, за потоа да се насочам и да отидам во средно музичко училиште да учам соло пеење. Во 2002 прв пат дебитираш како имаш улога во детската фантастична опера, тоа што читав од твоето си, нели, во Светулка. Пишува Чучков, не знам што Виктор Чучков, тој е бугарски композитор, тоа беше во Софиската национална опера. Така. Имаше кастинг кај што повеќето од моите колеги од факултетот, од класата, значи бевме 40 пејачи во мојата година. Повеќето добивме улоги во таа опера, така да бевме сите со некои си малечки епизодни улоги, но целата опера беше составена од студенти, да. Така да беше многу интересно да се работи, многу беше интересно да се застане на сцената на Софиската опера, кај што застанале многу светски имења од оперскиот свет.
Така и познати се нивните певци како Николај Геуров, како Вајна Кавајванска, Гена Димитрова, Ана Томова, Синтов, да. Паралелно, кога се спремаше таа представа, беше јубилејна година на Верди, така да паралелно беа и Гена Димитрова и Ана Синтова, беше Никола Ѓузелев кој учествува, тогаш имаше Дон Карлос бал под маски каде што они учествуваа, така да беше многу интересно, многу забавливо, забавно и многу како да кажам, беше многу сигурно било возбудливо, така. Возбудливо да бидеш да делиш сцена со тие. Паралелно да бидеме да работиме они во едно студио, ни во друго студио и на пауза да се среќаваме таму со нив. Со такви гласови, да. Потоа имаш баритонски улоги во Турандот, Тајниот брак, нели, посетата на... Турандот настапував, тоа беше како едно деби во Скопската опера, кај што отпев една представа. После тоа беше Тајниот брак, каде што настапувавме сите млади солисти, значи скоро генерација, тоаш и Бисера Чадловска, тој беше првата диригентска така, на Бисера беше таа представа, значи она работеше како хормајстор, тоа беше првата незина диригентска представа, така да беше една многу забавна работа. Беше летно време, на 21 јуни беше отварањето на Скопско лето со премиерата на Тајниот брак, така да имавме многу забавен период. Сигурно, затоа што и многу представи, таа представи идеше долго време на репертоарот. Нели спомнав, темброт на баритонот е малку посебен, потемен од тенорот, не толку темен и длабок како басот. Има улоги кои што се многу познати, еве покрај тенорските што велиш љубовниците, го имаме еден Скарпија во Тоска, го имаме Риголето во насловната нели улога. Да. Не си ги пеел или тоа сепак се улоги за посозреани гласови, односно за поголема возраст. Така, да. Обично Риголето го пее и е стар, и Скарпија. Па добро, го пеат и млади, но сепак не почетници. Не можеш да почнеш со таа улога, а јас доека стигнав до тоа се откажав од пењето. Ете тука сега ќе кажав. Зошто, значи во 2012 година повторно во Бугарија, нели? Исто. Да. Во класата на Павел Герџиков завршуваш магистерски студии по сценска режија, музичко-сценска режија. Да. Ето тоа ќе ми беше сега главното прашање. Зошто тој премин од оваа страна на сцената? Па уште кога студирав, значи пеење, тогаш глума, сценски движења ни предаваше Пламен Карталов, кој беше директор на Софиската опера во тоа време, а и сега е. Така да тој, кога работевме глума, тој ни викаше, јас ви учам вас не за да бидете пејачи, да бидете режисери, сами да се провоцирате и да си ја создавате улогата. Така да од тогаш се роди некоја љубов, после тоа со и разговори дома со родителите, така да се насочив кон оперската режија. Така. Тоа што велиш да се режираш сам себе, нели, во улогата да се пронедеш. Во Националната опера и балет кај нас си беше уметнички директор во еден долг период, потоа и директор на куќата, така? Да. И уметнички раководител на операта. Сега, колку е, пред да продолжиме за онаа твојата режија, нели, твојата работа, колку е одговорно и тешка таа работа и што се треба да направиш додека ги вршеше овие должности на директор? Па нели, прво кога дојдов во куќата се работев како асистент режисер и работев некои 3 години како асистент режисер, за потоа да преминам во уметнички директор на операта. И уметнички директор на операта е една многу важна работа и многу сериозна работа, затоа што треба да знаеш точно како да ги направиш кастинзите, кој пејач, кој тип на пејач да го ставиш во дадена улога,
дури по природа пејачот да не е во Јасно, по карактер во таа улога, Да. но сепак можеш да го испровоцираш со работа за да ја направи улогата и многу пати се случувало луѓе кои се помирни, кои се повлечени да бидат најдобрите комични, да ги направат најдобрите комични улоги во оперите. Не знав дека ова уметничкиот директор ги бира и ги прави и кастинзите. Значи сепак Па уметничкиот директор да ги прави кастинзите и потоа со режисерите и со диригентите ги дискутира и се оформува еден кастинг, односно почетниот кастинг пред да се почне да се создава една представа го прави уметничкиот директор. Но потоа како тераат режиските проби и музичките проби, може да има и завршната, промена. да, тоа веќе одлучуваат режисерот и диригентот со кој од пејачите сакаат да настапуваат на премиерата. Се разбира, сите ќе пеат, пошто за секоја улога имаме по замена, замена по двоен состав, но режисерот и диригентот одлучуваат на премиерата кој ќе настапи. Баш сакам да ми гледаш едно од прашањата што ми е понатаму ми го одговори сега улогата на директорот нели на режисерот. Кажи ми еве интересно ми е велиш секогаш се во двојни и знаеме дека мора да има и балерина двојна и сите улоги одат во два. Како оди спремањето? Секогаш на пробите доаѓаат двоен состав доаѓа. Двоен состав. И се пробува со сите исто, се пробува така со по сите, два да. пати. Прво со едниот состав се пробува, после со другиот. Обично кастинзите ги правиме за да нема љутење. Ги правиме според азбучен ред на пејачите, односно на презимињата или неимињата, да нема зошто јас сум прв или јас сум втор напишан на кастингот, вака по азбучен ред, така да нема тогаш љутење. Не е таа класификација според заслуги. Да, се разбира дека во главните улоги сепак настапуваат првенците на операта, значи сепак они го имаат приматот да бидат во тие улоги, но се случува нели да има во една улога двајца првенци поставени, така да и таму треба да се избере кој би настапи. Кој прв ќе биде и кој ќе биде замената. Уф. Всушност премиери постојат две. Во другите театри има две по три премиери, на пример за секој пејач премиерата си е неговата представа. Точно. Така да не е премиерата најважното нешто кое треба да се случи, или првиот пат на изведбата на операта или обновата и дека тоа е најважното нешто. Точно, и секогаш може да, мислам во многу случаи може втората изведба да биде многу подобра, може третата, нели. Како режисер стоиш зад повеќе продукции на опери, ќе поразговараме потоа и како оди еден процес на режирање една опера. Имаш работено Трубадурија и да кај нас, потоа видов дека Травијата во Фиренца, Турандот во Италија, исто во Диано Марина ми пишува, Тоска во Белград, Андреа Шенје во Осака, Јапонија, Белград. Значи и да не ги набројувам, имаш мноштво. Ајде раскажи ми малку. Значи првата представа со која дебитирав тука како режисер беше Аида. Беше Аида на едни мајски оперски вечери. Беше многу стара режијата и тогаш решивме дека ќе обновиме. Значи тогаш генерален директор исто беше Оливер Арсовски. И во еден разговор рековме ајде јас ќе ја направам. Значи можеби било голема лудост од моја страна. Аида за 31 мај, да, за 31 мај и тоа да не зборуваме дека јас сум бил на 25-6 години. Не сум имал нешто искуство големо искуство за таква грандиозна опера. Да. И имам направено три верзии на Аида. Колку убаво. Да, две во Скопје, тоест трите во Скопје. Кажи ми, оди која верзија кај нас сега? Сега последната што беше? Тоест која е изнајмена од театарот Карло Феличе од Дженова. Така. Какви разлики правиш? Објасни, например, во Аида, велиш постои стара верзија на режијата и потоа ти ја обновуваш. Старата верзија беше со стара сценографија, стари костими, потоа се обновија костимите и сценографијата и нормално требаше и режијата да се обнови, бидејќи веќе тоа беше се ново. Така да направив нова режија, но тоаш беше
премногу класична, значи премногу сепак беа класични елементи, за разлика од оваа најпоследната која е од Дженова, таа е целосно на проекција. Тоа е и ова слика во позадина што оди, тоа е триумфалната сцена што ја гледаме. Таа е целосно со проекција, значи нема никаков декор на сцената. Има огледален под, каде што се и во таа продукција се покажува целата сценска техника на куќата. Така. Значи сите можни лифтови се дигаат, спуштаат. Така. Ми одиш напред со тоа што сакам да те прашам. Претходно, кажи ми само, се појаваш и во како член на жирија музички. Тоа ме интересира како и како ти се чувствуваш и што бараш кога ќе се појават во тие, да речеме, аудиции. Па да, во тоа се во музички меѓународни зборови, меѓународни надпревари по пеење. Значи сум бил во неколку комисии во Италија претежно биле. Тоест мислам дека сите и во Италија биле. Така. Така да, на пример, првото ми беше во близу до бар. И беше многу интересно што се бара. На секој надпревар се бара пејачот да биде комплетен. Има голема конкуренција. Значи, за да може да се исфрли, нели, да се дојде до колку бројот на членови кои најдобрите наградени, значи гледаш секакви детали за да можеш да направиш една природна селекција. Од тоа како се однесува на сцената пејачот, текстот како го изговара, музички како е подготвен, глумата како е влезен во ликот, па дури како е облечен на сцената, дали е достојно облечен за да излезе на сцена, да се представи. Така, кога сме веќе кај овие надпревари што се бара, да споменам дека беше професор и на факултетот за драмски уметности, нели? Не, на музичката, се уште сум. Се уште си? Да, се уште музичката академија во Штип, да. Така. Вонреден професор. И што е тоа што бараш ти од твоите студенти? Токму ова го бараш, така? Не е само гласот како талент, туку и... Да, видите, гласот си го работат со професорот по пеење. Но со мене, од самото излегување на сцената, го работат, значи, сценските движења, како да се понашаат на сцена, како да паѓаат на сцена, сите оние техники, значи да паднат на сцена да не се повредат, нели? Да смешно тоа. Значи сето тоа се учи на тие сценски движења. Како да рипне тоска од кулата. Како да рипне одгоре, да. Добро, тоа е лесно се знае. Да не се има позади душек. На душекот спаѓа, да. Но сето тоа тоска која ја пее аријата како да падне на коленици, а да не го слушнеме тоа и да не си ги повреди колената. Да. Така да сите тие работи или убиствата кога се случуваат, кога ќе те убијат, како да паднеш и да не се повредиш. Да, тоска кога губива Скарпија или... Сценскиот режисер е еквивалент на она што би биле телевизискиот, филмскиот режисер или театарскиот, само во светот на операта. Потоа ќе те прашам и дали во балети работите, ама мислам дека не, затоа што кореографите на балетите во суштина се... Има, во балети има режисер, по принцип кореографите и се режисери на самата представа, но некогаш се употреба. Јас сум работел на две представи во Варна како режисер. Значи, ми за сцените сме ги обмислувале, сме ги правеле представите, премиерите биле секогаш во летниот театар, значи на отворено, така да сме правеле адаптација на сцената како од каде што ќе биде, бидејќи таму нема оние кулиси, сите кулиси, сите влезови, него има два влеза од лево и од десно и од центар, така да сето тоа треба да се направи, да се обмисли, како да изгледа природно. Така. Тесната соработка, не, прво кажи ми, од каде почнуваш? Еве ти велат ја режираш сега Аида или Тоска или Риголето, од каде почнуваш? Го читаш либретото нормално? Либретото само подготов, либретото, нотите, музиката пред се, затоа што во музиката се е запишано. За разлика од драмскиот режисер, каде што може да се крати текст и тука нема таква опција. Овде нема такво нешто, бидејќи композиторот го напишал, дури емоцијата е напишана, значи треба да се измислат движења, да се направат,
направи композицијата на сцената, односно како би изгледала сцената, но режисерот пред се треба да биде подготвен музички, да ги знае и акцентите во музиката, затоа што композиторите точно напишале за секоја емоција е изразена во некој инструмент во оркестарот. Во оркестарот. Значи сценската изведба, претпоставам дека додека ја работиш режијата, мораш многу тесно да соработуваш со сценографијата, со сценографот, со костимографот и со осветлувањето, со диригентот, со светлото, да. Кажи ми, една од комплексните работи е тоа што кажа самиот ти сега за додека си учел пеење, дека глумата, односно изразувањето на овие чувства што се напишани веќе во либретото, треба оперските певци секако да го изведат на сцената, нели? Да. Таа работа колку изискува труд и вежбање? Изискува труд затоа што сите приватни проблеми треба да се остават до влезот на сцената и кога излезеш на сцена, ако работиме тоска, сопраното треба да биде тоска, не треба да биде светлана, снежана и слично. Да, треба да биде тоска и до крајот на операта треба да биде тоска, па дури и да не пее. Значи дури само да стои, она треба да биде тоска. Како го постигнувате тоа? Ги враќаш, им велиш не? Работиме, доста многу работиме, тоа што го кажав. Значи, ги провоцираш да го направат тоа од себе да го извадат. Самите тоа да го направат, што на пример не е за разлика од Јапонија. Во Јапонија која правевше ние, значи јас го поставам и они се како компјутери. Мене дури ми беше многу чудно затоа што таму покрај тоа што работат како оперски пејачи, работат и нешто друго. Некоја втора работа. Така да тој двоен состав јас го немав нонстоп на пробите. Значи, сабајлето доаѓаше едниот состав, вечерта доаѓаше другиот. Ја викам, добро, што ќе правам јас? Цел ден треба едно исто да зборувам. И бев запрепастен кога вториот состав дојде вечерта, дека знаеа се што треба да се прави на сцената. Значи, дали се слуша на телефон и се раскажува, но тие се правеа на сцената, како што сум кажал. Пеачите доаѓаа и ме прашуваат, добро, што треба да чувствувам во овој момент? Значи, таму малку беше онака да дадеш задача и да стиснеш enter и они да го направат. Така, ама емоцијата и душата? Да. Ја имаат, но треба да им кажеш што треба да направат. За разлика од нас, тука разговараме, правиме и го доловуваме, го добиваме крајниот производ. Исто спомена дека со диригентот и со оркестарот мора да бидете синхронизирани и твоето познавање, нели, дали има крешендо, па улогата, односно тој што ја пее, треба да се движи или да гестикулира повеќе. Каде се тешките моменти во пеењето, да нема многу движење, да нема, нели, сепак да се олесни работата на пејачот. Така, тоа ќе ми беше исто, нели? Поставувањето на сцената и на нивните движења мора да се внимава да не се отежне да не се отежна пеењето, затоа што сепак бидејќи ги имате костимите. Да, костимите некош ако се работи за некоја историска опера, односно класична поставка на операта, каде што костимите се претешки, некош се случаи до 20 кг да се костимите, бидејќи се составени од неколку слоја на материјал, значи да е основен костим, па пелерина одозгоре, па некој накит или било што кое сето тоа тежи, а за да стои убаво на сцената мора да биде направен од крут материјал кој ќе биде ќе стои убаво на сцена. Нема да биде припиено. И сега вие треба да видите движењата како ќе бидете согласени за да може да пеат со тие 20 кг на себе. Но и тоа се пробува, значи постојат тие проби што ги облекуваат костимите и пробуваме да видиме како функционира сето тоа. Ако нешто не функционира со костимографот, измислуваме што би се направило да се олесни малку работата. Се појавуваат ли проблеми, Дејане? Има ли, не знам, не можам ова да го изведам, тешко ми е, или бидејќи сепак сме луѓе, што велиш, не сме проблеми, тоа не се проблеми, можеби во прво време кога го поставуваме да речат не можеме вака да го направам, но следниот ден кога ќе дојдат и кога ќе размислат, кога ќе легне мислата,
се гледа дека може да направат, го прават или гледаме да направиме компромис. Некој стварно не може да го направат, па правиме компромис како би го направиле тоа. Но сепак нашата работа е треба да заедничка соработка да биде помеѓу и пеачите, Секако. и режисерот, и хорот во операта, балет ако има балет. На сите да им е згодно и да се чувствуваат убаво на сцената, Така. да бидат опуштени, да немаат стрес. Бидејќи Тоа е дополнителен најважно. стрес, Од оној самиот стрес сценскиот. е да излезеш пред публиката, Да. дополнителен стрес не е потребен. Историјата на сценската режија во операта е обележена многу често со тензија поради помеѓу онаа традиција и модернизам, односно колку ќе се постави едно дело во духот на традиционалното, каде што ќе се задржат нели историските моменти од типот ако е во 19 век, или ќе се модернизира. Јас тука ќе ти ги споменам Франко Дзефирели, сигурно го познаваш и неговите режии на филмови. Еден од најпознатите е Травијата со Тереса Стратас и Пласидо Доминго, која што е совршенство. Да. И Тоска, неговата, и Паљачи, он има режирано премногу. Турандот од негов се уште се игра и во Скала, и во Метрополитен. Така, имам читано дека уште се играат неговите. Да, се играат. И од другата страна го имаме, например, еден, да речеме, шпанец од Калисто Биеито. Не знам колку го си видел, сигурно го познаваш, каде што сосема нови поставки имаме. Травијата, како што е она на Ана Нетрепко позната само со часовникот. Што ти е тебе поинтересно и по-предизвик да спремиш? За мене е поинтересно, по-предизвик е традиционалното. Бидејќи модерното не мора и на сцената да го гледаме. Тоа е секојдневието што го имаме во животот, не мора и на сцената. Значи, сепак оперите се напишани во одреден период и епоха и убаво да се види во таа епоха. Или ако се прави модернизација, треба да биде многу убаво обмислено се, за да нема некои нелогичности. Да, затоа што еве, например, Калисто Бието, кој што го сметаат како иконокласт, нели, она што се бори против традиционалноста, е сурово, визуелно представено, угнетеност, оттуѓеност во улогите. Виолета е, например, ескорт дама од модерен свет или е снимено во стан во Њујорк, односно е поставена. Да, добро, содржината на Травијата ја има и во денешно време, така да тоа е една стандардна приказна. Но немаме Тоска, односно и Тоска има во полициска бруталност, има во прикажано. Има и Тоска, да. Значи, сепак одиме на тоа. Дали мислиш дека, велиш традиционално, но дали мислиш дека една помодерна верзија на, еве како оваа што е со лед, може да биде и со лед, не знам колку кај нас дозволува. Таа е со Аидата, например, кај нас. За Аида зборувам. Тотално со проекција, а сепак е класичен, бидејќи се со класични костими. Па да, Египет, сега не можеш да ги ставиш во... режијата е класична, има и модерни верзии на Аида. Јас последна модерна верзија што гледав кај нас во нашата опера, мислам дека беше Травијата, каде што се во Хеланки... Травијата е многу убаво обмислена. Така, модерно се облечено. Да, тоа е модерно облечено, но многу убаво обмислено, многу убава концепција има, така да тоа е она што кажам, да, модернизирано, но се да биде оправдано зашто е направено. Зашто е така. И да биде се како што треба, да биде епохата која е префрлена во друго време, се да биде од тоа време. Затоа што сум гледал поставки каде што земено едно од една епоха, друго од друга епоха, некои нелогичности префрлено во денешницата, ама нелогичности останато од претходното, односно од класичната верзија, така да ако се прави модерна, треба да биде измислена до крај. Да, ако е анахронично, скоро да биде потполно сменета. Те разирам. Јас во Ковен Гарден гледав Пепелашка операта од Росини и сега во поскоро време ја гледав во Виена Трубадур и ја гледав во Будимпешта Тоска, Набуко. Да.
Има модерна, ама беше одлично направено. Тоа што велиш, костимите одговараа со сценографијата, движењата се беше идеално направено. Први германците некако кога да почнаа, нели? Во Германија, да, и во Германија е прифатено така да има модерни, дури брутално модерни. Брутално, еден зид само излегуваат пред сцена. Да. Карлос Саура исто е шпанскиот режисер и неговите се играат се уште Кармен и уште една има сега ќе ти кажам негде запишав и Дон Джовани се уште се играат неговите поставки. Кажи ми што мислиш, ќе излеземе се малку од твојот домен на работа, освен ако немаш уште нешто интересно да ни кажеш за режисерот. Мислам дека тоа ќе се навратиме ако има. Што мислиш воопшто за уметноста кај нас? Колку ни е развиена, што и недостига и како да постигнеме да добиеме една поголема расширеност кај една поголема публика за опера и балет? Па за опера и балет, значи, за да се создаде публика или идни наши колеги, треба да имаме многу детски представи на репертоарот. Што не имаме? Па добро, имаме, но имаме на пример балетски представи имаме. Оперски представи немаме детски. На времето имавме Јованче и Марика, која е многу интересна. Музиката не е баш толку детска колку што освен содржината. Така да музиката не е толку приемчива за слушање, но сепак децата ја сака. На пример Пепелашка, имавме исто Пепелашка направено за деца, на Росини Пепелашка. Операта каде што нема маќа, има очув. Очув има, да. И така и во Ковен Гарден. Да, и децата сите се прашуваат, збунети беа добро каде е маќијата, нели сите знаеме од Дизни дека има маќа, лоша маќа. Така, ама оригиналот е таков, нели со машкиот лик? Во операта е со машкиот лик. Во операта е со машкиот лик, да, јас така гледав во Лондон, да. И мене исто првиот онако, ама си размислив, ќе беа многу женски гласови. Да, мора да има малку. Нели? Да. Освен тоа ќе останеше само принцот да биде. Да, ќе беше женска опера комплетно. Значи мислиш дека треба на децата да им се представи повеќе? Па така би се родила идна публика. Да, и колеги публика, што велиш, да, и наши колеги. А не мислиш дека треба некако и во основното и во средното образование да имаме малку повеќе, да речеме, предавања или уметноста поинаку да биде пренесена на децата? Па јас не сум запознаен сега како е, затоа што јас кога учев средно, односно основно, учевме многу. Да? Не. Јас учев многу во основно, дури учев некои работи кои после тоа во средното ги учев. Да, ние учевме композитори, се споменува тој, ама никогаш не ни пуштиле музика, никогаш не. Ние нонстоп слушавме музика, нонстоп слушавме музика. Се модернизирале. И не носеа на представи. Значи, не носеа на представи и нас. Многу голем дел од представите и во средно кога бев ги имав гледано во основно. Така. Кажи ми, ќе отидеме малку на каков си приватно. Што те прави среќен? Еве и каков си приватно, Дејан како Дејан Прошев без операта? Па што ме прави? Па дружба, патувања. Вчера беше во Софија да гледаш? Да, вчера бе во Софија, гледав еден концерт на многу познат сопран, млад релативно, значи 43 годишна Асмик Григоријан, во Софиската опера, каде што диригираше Даниел Лорен. Значи, тој е диригент од голема величина на диригент, од стариот ков на диригенти, така да беше еден многу интересно доживување. Сакаш да секако ги гледаш и балетските представи, предоставам, посебно кога си гледаш се. Сум модел специјално, например и во Белград и во Софија да гледам Захарова, Светлана Захарова во Жизел и во Бајадера. Јас исто така сега ќе одам во Белград за да гледам Кармен на не опера, монодрамата на Билјана Драгичевич, затоа што треба некои работи да се изгледаат. Кажи ми, кој ти е прво сеќавање од детството? Пред да продолжиме со тоа, сакам да ти подарам односно една книга, мој превод. Повели. Благодарам.
Се надевам ќе ти се допадне. Ќе ти кажа. Да, ќе ми кажеш. Каков си, односно каков беше како дете? Кои ти се сеќавањата од дете? Па како да кажам? Каде живееше? Во центар. Имаше Центар многу учев во Пестолци, Пестолци. значи живеев кај грчки конзулат, значи мирно детство, убаво детство. израсна со сендвичарата до вас. Сендвичарата до нас, тогаш се отвори, јас бев негде 5-6 оделение кога се отвори. Така, но израснав со други дискотеки, односно кафичи кои беа, да. кои беа таму и сабота и недела не можеше да се размине човек од гужвата која имаше Така. таму. Не можеш до дома да отидеш. Да. Кажи ми, кој ти е совршено бегство од секојдневие? Секојдневието ти е театарот, пријателите и сепак во тие кругови, да речеме. Што сакаш да направиш за да избегаш од сето тоа? Што те прави среќен во такви моменти? Па прошетките. Но, значи, прошетка, ама да некојаш и сам шетам, без музика, без ништо, сам со себе. Да, јас. Сепак со мислите, но сам со себе. Музика многу ретко слушам дома. Ете тоа. Што слушаш по дома ке те прашав или во кола? Ретко Некогаш слушаш, се така? случува дека да телевизорот е пуштен, Без да нема тон, Да, и кај мене. да, и да е само една позадина, да го осветли амбиентот и тоа. И сега Потполно понели исто. во ново време на се е на телефоните, значи сите информации преку телефон, лаптоп не сум пуштал не знам од кога. Од кога праќав информациите за Да, за емисијата. да. Кажи ми, во овој во твојата работа имаш сигурно, сите ми викаат дека немаме, ама знам дека имате. Што ти е омилено, што ти е убаво кога подготвуваш од сите овие опери, еве до сега што си ги Па подготвувал? најубавото нешто е кога ќе почнат пробите на сцената. Значи тоа што го кажав, сите домашни проблеми, сите работи завршуваат до излезот на сцената. На сцената се сосема нешто друго. Колку пати имате прво обични проби, потоа имате и костимска проба? Да, имаме режиски проби, например, по принцип се почнува месец дена пред премиерата, ако се зборуваме за премиера. Ако Да, е тоа сакав за да речем тековен колку репертоар една зависи недела. од представата колку е одена и дали пеат домашни солисти или пеат странски, па се прават во зависност од тоа бројот на пробите, инаку за премиера се прави по месец дена. Работата со улогите, еве странски споменуваш, може некогаш и диригент да имате гостин, ама да речеме дека почесто има улоги. Например, Аида се прави со мешана екипа, така секогаш, така? Да, ја правиме со Тоа е со познато мешана дека екипа, да. се прави со мешана Да. екипа. Каква е работата кога ќе дојдат од сепак од други оперски куќи или други солисти? Па видите, интересна е работата за тоа што секогаш има нови искуства, нови идеи. Интересно да се чујат идеите и на тие солисти, бидејќи работеле со многу режисери. Некогаш се случува да дојдат пејачи кои работеле и со Дзефирели и со големите светски да. имиња. И е убаво да се чуе од нив, иако они мене не како кога почнав сум така кога ќе дојде некој големо име, сум кажал добро како ви е згодно да направите тоа, они викаат не. Ти Ти ќе ми кажеш, ти си режисерот, ти ќе ми кажеш што Така. да направам, јас ќе го направам. Нема проблем дали сум ја играла улогата со ово 500 или пати со оној, или да, или точно. во најголемите театри, треба да ја направам таква како што е. Како што е Така, таа замислата на суета, режисерот. нели, пејачка, Да. треба да се тргне, Да. затоа што нема Има потреба. и гости кои Бараат тие што се сакаат. неподносливи, да, бараат точно тоа што го сакаат они, што го замислили. И не ги интересира дали режисерот сака друго, така? Да. А тоа е Да, веројатно има солисти кои ќе речат јас во Метрополитен вака сум ја пеела, така да нема Нема ти да ми да, кажеш. нема да нешто друго да направам. Ова ми е тешко, не можам да го направам. Предобро. Да. Предобро, мислам предобро, преинтересно, ама за тебе Да, не е интересно, предобро. е, забавно. Во еден момент фаќа една нервоза за тоа што сепак тоа е еден човек кој ја менја концепцијата на целата режија, сепак има и други колеги. Тоа прво е неколегијалност кон останатиот дел од кастот. Така. Бидејќи нашите пејачи па се навикнати да ја играат, например, На таа режија. таа режија. И сега сето тоа дошол некој пејач кој дошол на 2 дена и треба според него да се промени се.
кажи ми уште што би ни кажал за крај. Некоја порака, значи во смисла, ајде како би го опишал светот на операта и со што би ги привлекле луѓето да дојдат да гледаат повеќе. Еве, опиши ни го светот на операта според тебе. Колку магија има во тоа? За дојде публиката да гледа, значи треба да има магија на сцена, да има кога ќе се отвори завесата да останат запрепастени, значи има светски постановки на представи кога ќе се отвори завесата се слуша на вау од самата публика, нели? Значи сето тоа треба да изгледа убаво за да те привлече да го гледаш. Да, секогаш желиме прво со очите. Секогаш, да. Потоа изведувачите треба да бидат толку внесени во самите ликови за да може да го држат вниманието на гледачот и да може да останат до крај тие 3 часа, 2,5 часа. Да не отидат на првата пауза. Да не се отидат после првата пауза. Така. Ти благодарам многу за учеството, јас уживав во разговорот. И јас благодарам на поканата. Беше вечерва со нас Дејан Прошев, оперски режисер. Јас ќе ви кажам само светот на операта е волшебен. Може да не пренесе во други времиња, може да ни ги милува, ни ги милува ушите со звуците на музиката и гласовите на певците. А магијата на режисерот кој што ја поставува на сцената, ја понесуваме со себе дома и ја негуваме до следната опера. Ве поканувам да се нурнете во тој магичен свет на операта и до следната емисија на Трафика да бидете среќни и насмејани.